Еве сме со Филип Батковски, за оние кои што сакаат совршен умор со совршен пишан збор или книжевниот свет, денес ви го носиме заедно со Бата Прес и споменав отприлика половина година веќе помина од последното твое гостување во Телма телевизија. Филип, добро ми дојде, добро утро уште еднаш во Утринска Телма. Со тебе на некој начин со ова гостување ќе го заокружиме барем во ова половина од 2024 и издаваштвото на Бата Прес, па здраве Боже од септември, продолжуваме секако со онаа убава наша книжевна локомотива. И морам да ти споменам дека, еве вака ќе го започнам и разговорот, од вашето издаваштво, она што ми остана најмногу во меморија, барем од оние книги кои што има прилика годинава да ги прочитаме, оние што си замина и оние што остана, од иранската писателка Паринуш Сание, зборот Мајка. И солзи ми доаѓаа на очи додека ја читав приказната, станува збор за една односно крајот на 70-тите, 80-тите, мислам дека тогаш се случува книгата, ви ја препорачувам и вам, кога практично исламската револуција ја доживува својата експанзија и се, за жал, тоа предизвикува голем број на екзодус на бројни семејства да ги раскинат своите врски конекции. Практично почитуваната мајка во приказната и низините 6 деца по 30 години се обединуваат повторно и вистина самиот збор мајка и моќноста на самата форма на нашето битисување многу добро е насликана благодарение на оваа иранска писателка, која што меѓу другото и неколку пати беше наградувана за своите бестселери. Значи ти во 2 минути направи рецензија што може да оди по New York Times или не знам каде. Вистина беше една од моите најубави приказни. Треба само да го транскрибираме и ова беше феноменално, значи рецензија на книгата, тоа е, значи Паринуш Сание и инаку и многу популарна кај. Јас прв пат се запознам со оваа писателка, не знам дали имате повеќе и имаме уште 2 книги, двете книги се исто многу популарни кај нас. Едната се вика Запишано во ѕвездите, другата се вика Го сокрив мојот глас. Сите 3 книги ни се многу популарни, најнова ни е оние што се замина и оние што остана, впрочем и многу актуелна тема. Мислам, постојано актуелна ете во 80-тите, во 70-тите, 80-тите во Иран. Читам дека додека се чита книгата, во еден див ја прочитав што се вели, неколку пати се враќав. Таков е стилот на Паринуш Сание. Лесен, да, лесен, читлив, а има секоја од книгите имаат длабока порака, да. Секој со голема тежина. Моментот да самата исламска револуција во тој момент кога се случува, толку е добро прикажано што практично сите тие семени конекции се скинати и останува само некакво презиме кое што делат урбаните, ама мајката ги обединува. Така е. Мајката е столбот. Да, столбот, така, таа е матрицата која што ги поврзува сите а голем дел од тие урбани семејства ги напуштиле своите домови после исламската револуција. Поради социјалните, политичките интриги кои што се одвивале во тој период. Така е. Има доста интересно е каков е животот во Иран пред револуцијата и после револуцијата. Така што ова од срце јас го препорачувам, така реков ќе го започнам ова издание со Бата Прес. Оние што замина и оние што остана на Паринуш Сание, ви ја препорачувам за ова лето. Кога сме кај лето, само да прашам, дали пред извесен период кога заврши семското издание, што ќе ми кажеш ти статистички? Многумина од твоите колеги, другите издавачки куки рекоа дека можеби најбараните, најпродаваните беа македонските автори. Ваша статистика, што беше најпродавано? Светот на белетристиката, детската литература која што многу е застапена, што може да извади Бата Прес за барем овие 6 месеци? Токму овие 3 книги што ги донесов за возрастни, да речем, овие 3 книги не беа најбарени, најпродавани, овие не се белетристика, овие се книги од психологијата. Многу популарни наслови, многу интересни и најмногу ни ги побараат тие. Практично се тие најдобри книги за самоподобрување. Така, за самоподобрување. Меѓутоа, кај нас тие најмногу се бара, иако имавме и за македонските писатели многу побарувачка. Меѓутоа, кај нас преовладува во нашата продукција, преовладува преведена литература, така што можеби затоа повеќе се бара овие книги. Сите 3 книги се психолошки, сите се различни на свој начин. И чинам дека ова едно продолжение не ме држи
не ме држите за збор, точно ќе ми кажеш, ќе ме поправиш. Исто така беше розева корицата за луѓе кои што премногу анализираат. Не знам точно како помалку да се мисли. Како помалку да се мисли. Книга која што ја прочитав пред точно една година. Како помалку и како подобро. Розевата е со како подобро, тоа е втор дел. Со една шкртаница на самата корица. Да, тоа е, па шкртаницата е дека како помалку, тоа прво се прочита како помалку, па потоа како подобро да се мисли. Од истата едиција ни се вие. Тоа сака да кажам, бидејќи наликуваат едни на друг според од истата едиција ни тоа тотално се различни, освен како помалку и како подобро да се мисли, тие се од истата писателка. Не почна од тебе, поставете граници, пронајдете мир и никому ништо не должите. Значи, овие ни се трите најнови книги од едицијата, популарна психологија. Не почна од тебе е книга од Марк Волин. Марк Волин е истражувач на темата како траумите може да ни обликуваат нас и како наследената фамилиарна траума да ја прекинеме. Како циклус кој што се провлекува. Така е, значи траумата се запишува во гените и можеби некои стравови, анксиозности што ги имаме не потекнуваат од нас, туку можеби се однесуваат на некои трауми што ги имале нашите предци и се пренесени на нас. И во оваа книга има начини како да се мапира, да се најде изворот на таа траума и да се прекине циклусот, односно да си помогнеме самите на себе и оние стравови што ги имаме и оние проблеми, анксиозности што ги имаме, да ги решиме еднаш за секогаш и да го прекинеме тој циклус дури и за нашите поколенија да не ги имаат. Најчесто и во психоанализата, да речеме, има некакви постулати и форми кои што веднаш ги детектираат, да речеме, според фацијална експресија, body language, односно играта на нашиот јазик, на говорот на телото, практично и точно знаат која форма на човек кој им даде како клиент припаѓа во која одредена група. И сакам да кажам дека сите овие работи кои што можеби се некаква пресија од нашето детство родители, понекогаш има зошто и се случува некаква манифестација во подоцнежна фаза. Во оваа книга се зборува за предци кои што ние на пример можеби врска немаме дека имале некаква траума. На ДНК некаква можеби. Да, како ДНК се запишува, сега така ја застапува Марк Волин таа теорија дека некој, да речеме сега, некој наш прадедо, него не знаеме како се вика тој прадедо, доживел некој страотен земјотрес. И сега тој страв од земјотреси може да се пренесе и кај нас и ние да не сме свесни за тоа. И сега во оваа книга значи се обидуваме да го најдеме каде е тој проблем, каде се случила таа траума и едноставно да го прекинеме тој страф, да речеме, од земјотреси или не знам, од височина или така нешто. Многу интересна книга. Има една серија на Netflix, турска е серијата, ама на Netflix е, многу интересна серија. Само не се сеќавам се точно како се викаше серијата, меѓутоа многу популарна. Кој што ги опишува овие работи? Да, значи таа е во форма на фикција е серијата, меѓутоа многу се должи на, мислам, многу се осврнуваат на оваа книга, дури ја потенцираат. Значи буквално да речем, може да се каже дека е правена по оваа книга, серијата на Netflix. И претпоставам дека има методи, техники и орудија кои што ќе ни помогнат во само подобрувањето. Колку така сериозно е, значи да ги прекинеме, ова не е класична книга за само помош, како си, него ова е книга буквално стручна како да ги прекинеме тој циклус, значи таа фамилиарна траума што сме ја наследиле и значи како да го најдеме проблемот, да го мапираме, да најдеме каде е изворот и да го прекинеме. Марк Волин не почна од тебе. Да, тој е американски писател, многу популарен во моментов, има зборување и на TED Talks. Така е, многу популарен. Тоа е платформата која што цел свет практично ја така е, многу популарна платформа ја гледа, така што еве вели доказот е убедлив, можно е корените на тие проблеми да се во трумите на нашите родители, баби, дедовци, дури и прабабите и прадедовци. Значи не мора ние да знаеме од каде, тоа може да е од некој прадедо. А да е пресликано во гените и фамилиарното стебло. Така е теоријата на Марк Волин. Според многумина да, ќе го потврдат и Марк Волин. Поставете граници, пронајдете мир од Недра Гловер Тавап, таа е на многу интересен лик, афроамериканка е, психијатар е и е многу популарна. По вокација е психијатар? Да, таа си е психијатар и како така случајно почнува на социјални мрежи на Инстаграм, почнува некој профил, не дека е некоја зависник од социјални мрежи, меѓутоа почнува, става неколку
објавува неколку работи и станува многу популарна во светов. Го преточува сето тоа во книга. И во оваа книга значи се зборува за како да поставиме јасни граници со кои што ќе им дадеме до знаење на другите дека некои работи не можеме да ги направиме за нив, а да си не штетиме на себе. Бидејќи луѓето многу често, верувам дека и ти и гледачите имаат околу себе други луѓе кои што сакаат да им одземаат од нивното време. Значи многу сакаат да ни одземаат од нашето време. И при тоа тие не ги знаат нашите потреби, нашите можности, дали можеме или не можеме. Значи во оваа книга се објаснува како јасно да ги поставиме нашите граници, бидејќи верувајте дека тие не знаат, другите луѓе не знаат кои се нашите граници. Наша должност е ние да им кажеме ова е граница. Јасно. До тука, толку можам. Јасно. И да не малтретираат, што се вика. И практично ние да имаме таа привилегија да ги диригираме, делегираме среќата, тагата, успехот или што и да е како емоција кај нас, а не да зависиме и од другите, практично и одземајќи го времето кое што понекогаш е прилично драгоцено драгоцено, да. Така е, меѓутоа сега нормално ние можеме да помогнеме, се разбира. И така треба да го користиме. Не треба да ги погазиме нашите потреби и сега заради очекувањето на некој друг ние да ги згазиме нашите граници. Себе си, наша така должност е да им поставиме јасни граници, да им ги кажеме, бидејќи ако не го направите тоа, едноставно вие сте самите криви. Значи вие треба да кажете тоа не, стои. И никој не се родил никој не се родил асертивен, тоа е така еден популарен термин. Значи тоа се учи и така во оваа книга во Поставете граници, пронајдете мир, Недраг Гловер Тавап буквално ги асертивен, можеби тенденциозен би го превел. Асертивен е нешто како ладно на пример кога им се кажува до тука е без нервоза, значи без не во состојба на афект, туку да се каже тоа е мојата граница. Да, тоа е тоа. Што е тука? Никому ништо не должите. Книга со слична тематика, со тоа што значи Недраг Гловер Тавап е една психијатарка, а Керолайн Гарнет Магро е, како да кажем, обичен човек како нас, мислам не е психијатар или нешто, туку нејзината лична траума што имала од детството, кај што постојано не малтретирале и барале некои работи да ги прави и кога не можела, па им помагала на другите. Што е против нејзиниот природен закон на живот. Така и добро е тоа што вели нашите обраци на перфекционизам и угодување на луѓето настанале врз основа на некогаш повреди во минатото или пак универзално сега го користат терминот како people pleaser или задоволувач на тугите потреби. И така е таа научена уште од мала, значи уште од детството, од нејзините родители, од окружувањето околу нејзе постојано бараат некои услуги од нејзе и така во суштина има напишано оваа книга од лично искуство. Значи Керолайн Гарнет Магро не е психијатар, туку ова е едно лична исповед со која што верувам дека многу од читателите ќе се поврзат, да. А и тие што ја прочитаа веќе се поврзани, пишуваат постојано. Исто и Керолайн Гарнет Магро имаше на TED Talks. Имаше говор свој? Да, има емисија. Каде што претпоставам дека си го прикажа животот некако така натацно пред публиката. Буквално говори на оваа тема, на своите потреби, да ги ставаме пред потребите на другите и да се ослободиме од товарот на очекувањата. Најважно. И она што мислам дека го апострофиравме утримава Филип е дека годинава повторно мислам дека брилирате со детската литература, така што еве за убаво топло лето, за летните годишни одмори. Па еве да почнеме тоа што ме за лето, Малата сирена која што плива во морето, нели? 10 минути до спиење, ова ни се двете нови книги од едицијата 10 минути до спиење, книги кои што се исклучително популарни и навистина имавме претходно Малото змејче и Малото диносаурусче и Божик на малото еднорогче, тие некаде ги објавивме пред Нова година. Ова се книги во кои што се раскажува приказната и мајката или таткото, родителот одбројува на овие суштества, 10 минути до спиење.
И како што одат илустрациите се затемнува, значи на почетокот се светли, Сосема да се па дојде потоа до се составена рем затемнува. фаза. Да, за целта на овие книги е за 10 минути да ги заспиеме децата. Прекрасно. Другата е Малото змејче. Многу интересни книги од Од Рианон исти Филдинг. автори или не? Да, Од Рианон истите. Филдинг и Крис Четертон, британски писателка и илустратор, кои што се исклучително популарни и продадени во преку 2 милиони примероци во светот. Фантастично. И за крај би те прашал дека најновото е Шепотенот, познатиот полски писател Павел Берсевич, книгата која што на македонски ја преведе Звонко Димовски, ја погледнавме како илустрација во фотографиите. Да. Уште едно нешто Тоа ново ни е, забавно. да, Шепотено ни е преведена од полски, Звонко Димовски ја преведе таа книга. Многу интересна книга која што е актуелна тема. Има едни другари кои што се обидуваат да одат на надпревар на финале на Лига на шампиони, кој што беше неодамна. Да, неодамна ми беше во градски парк. И се обидуваат во градски парк беше тоа Така беше? не имаше тоа од Хајникен, имаше некоја организација. Ова беше сосема другото, Да, така е. финалето на Лига на шампиони. Добар Го брендинг доживеавме. значи направиле. Да, го доживеавме. Значи се сака да одат на надпревар на финале на Лига на шампиони, се одвива во Варшава, таму е дејствието, таму треба да биде и финалето. Меѓутоа има еден проблем, тие се средношколци, картата чини, тикетот чини, не знам, 300-400 евра, така нешто. Тие средношколци немаат пари, почнуваат да работат некој што ќе им Само дојде, да се ги само обезбедат? да се обезбедат. Меѓутоа некои работи Тргнуваат нели во се контрола. неморални и сега тие почнуваат да продаваат едни производи наутро, рано изутрина, кои што се сомнителни, меѓутоа тие не знаат, деца се и така ќе дојде еден родител, ќе ги искара. И е на многу интересна книга за, можам да кажем, од кај 16 години до кај 20 години, мислам дека многу интересна книга и таа литература е помалку застапена во сакам да кажем, литературата за таа возраст е помалку застапена на македонскиот читателски пазар, да речем. Таа книга е дел од нашиот проект кој што се вика За нивната иднина, односно за детската иднина, за тинеџерската иднина, кој што го тераме веќе ова ни е втората година и кој што е поддржан од Европската унија. Супер. Филип, ти благодарам. Совршено лето со Бата Прес, совршен избор на книги. Мислам дека особено за само подобрување ќе бидат можеби акцент за она што можеби го кажавте дека беше едно од најбараните на последното сајмско издание. Здравје Боже, се гледаме секако по летото. Се надевам да ќе се видиме пак, ја секогаш се чувствувам овде веќе како дома. Имено така и треба да го чувствувате, бидејќи вистина коегзистираме заедно долги години. Мислам дека нема ми трема, буквално како да сме седнати на кафе. Имено, аз збориме за новото издавање на Бата Прес. Имено кој да ме сретне некој пат по улица, верувам дека и колегите секој пат знаа да кажат и да го испочитуваат Телма секогаш дека ја поддржува и книжевната култура и свет. Ти благодарам уште еднаш за сите попусти и новитети. Бата Прес секако е на сајтот и социјалните медиуми.